При крајот на февруари шефот на енергетската заедница побара објаснување од владата, врз која основа се предвреме разрешени 2 члена на регулаторната комисија за енергетика. Што може би ја подкопува независноста на ова тело и сакав ова отворено да ви го кажам. Разрешувањето на двата члена се наблюдува на вистина внимателно од секретаријатот и очекуваме владата да ни даде образложение за таквото разрешување. Пратеникот Бојан Стојановски, кој како председател на Собраниската комисија за економски прашања, труд и енергетика ја водеше седницата на која се обрати Лорковски, кажа дека одговор ќе има. Информиран сум дека во Министерството за енергетика веќе се припрема писмениот одговор до господинот Лорковски и тоа ќе биде набрзо доставено. Помине 1 месец, па проверивме. Прати ли владата одговор до енергетската заедница и дали ја убеди Виена дека разрешувањата биле врз основа на законот. Функцијата член на регулаторната комисија за енергетика е неспојува со извршувањето функција во политичка партија, пишува во членот 17 од Законот за енергетика. Тоа сепак никогаш не им представувало пречка на партиите на власт да предлагаат и да именуваат лица кои речиси непосредно пред изборот имале партиска функција. Тоа се разбира не е оправдување за праксата да продолжи. Но наместо да се воспостави нов стандард при именувањата, се случи обратното. Нова пракса на предвремени разрешувања. На барање на владата, Собранието пред Нова година почна постапка за предвремено разрешување на 4 од вкупно 7 члена на регулаторно. За 2 постапката е завршена. Констатирам дека Андреј Тасев е разрешен од функцијата член на регулаторната комисија. Она што е криво насадено не може право да расте. И немаше да има што многу да се дискутира ако се беше согласно Законот за енергетика, на кој се повика и предлагачот на разрешувањето. Членот 19, став 6, предвидува разрешување на член на комисијата пред истекот на мандатот ако несовесно и нестручно ја врши функцијата, извршил повреда на обврските за непристрасност и независност, ја злоупотребил функцијата или на друг начин работел спротивно на законот. Но ниту на Собраниската седница, ниту во аргументацијата на владиниот предлог беше посочено според кој од овие ставови се бара предвремено разрешување. Наместо тоа, аргументација е мислењето на извршната власт дека законодавната ги избрала незаконски. Прашани зошто користат образложение што го нема во членот 19 став 6, од владата не упатија до Министерството за енергетика. Оттаму пак, неформално ни објаснија дека само РК има мандат да утврди дали нејзин член го прекршил членот 19 став 6 и не препратија кај регулаторот. Председателот на РК е Марко Бислимовски, беше дециден. Тие не доставиле предлог за разрешување членови до ниту еден орган. До сега, од кога постои регулаторната комисија за енергетика, тоа е од 2004 година, таков член никогаш не бил, таа можност никогаш не била искористена. Така и дојде до прашањето на шефот на енергетската заедница Артур Лорковски од Македонското собрание до владата. По кој основ се разрешени Мерита Дема и Андреј Тасев? Деновиве, кога го побаравме, немаше добиен одговор. Иако беше резервиран за коментар се додека не го доби образложението, не се воздржа да говори за принципиелноста на почитувањето на законите. Let's compare the situation to the football match. So the commission is a referee to the market. And that is the reason why, according to the European rules, the Commission for Regulatory Commission for Energy should be independent, as it is the case in the football matches where the referees are independent. So they should be properly qualified when they are selected and approved for that position. But once they are already in the office, during the match, you cannot dismiss the referee, because if the referee is dismissed during the match, this is the intervention in the independence of the referee. Продолжувајќи со аналогијата за регулаторот како фудбалски судија, тој појасни дека и во ЕУ има механизам да се сменат судиите, но согласно закон. This exceptional situation could be, for example, if a referee is committing a crime and the court is already convicting him for this crime committed. We have to check it, and we have to. That's why we need more information from the
administration of North Macedonia so that we can check whether there have been any extraordinary circumstances which would justify that decision. So far, we haven't received any information on that, but we are patiently waiting for. Зошто владата се уште нема одговор, прашавме во Министерството за енергетика. Но во нивниот повратен допис нема ниту збор дека работат на такво нешто, иако пратеникот Бојан Стојановски уште пред еден месец кажа дека одговорот се изготвува таму. Одлуката за разрешување на дел од членовите на Регулаторната комисија за енергетика е донесена од страна на Собранието на предлог на владата. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини нема законска надлежност и не е дел од постапката за избор или разрешување на членови на Регулаторната комисија за енергетика. Иако велат дека не се надлежни, во одговорот до 360 степени од енергетика тврдат дека разрешувањето на членовите на РК е спроведено од надлежните институции согласно законските процедури. Сепак, не добивме одговор по кој став од Законот за енергетика е направено тоа. На прашањето за коментар за критиките од Лорковски пак, наместо директна реплика, од владиниот ресор велат дека во говорот во Собранието тој искажал и пофалби. Сакаме да потенцираме дека Министерството има одлична и континуирана соработка со Секретаријатот на енергетската заедница и директорот Артур Лорковски. Нашиот ангажман во спроведувањето на енергетските реформи е препознаен на регионално ниво, што е потврдено и во извештаите на енергетската заедница. А додека да се напише одговорот, ако воопшто се напише, владата веќе избра кандидати за двете испразнети места во РК. Од 7 пријавени, изборот паднал на доктор Ирфан Шакири и професор доктор Атанаско Тунески, кои се со богато академско и стручно искуство. Шакири во јавноста е познат како автор на вештачењето од областа на електротехниката за пожарот во модуларната болница во Тетово. Меѓу другото, има работно искуство и во компанијата Еколог и како вонреден професор на Тетовскиот универзитетот на Југоисточна Европа. Атанаско Тунески е универзитетски професор на Машинскиот факултет во Скопје, но има и долга политичка кариера. Во 2000-тите ја водеше Комисијата за енергетика на ВМРО ДПМН, но откако го разрешија, замина во СДСМ. Господинот Туневски, освен по фактор што има сменето најмалку 4 политички партии, тој е првиот единствен човек на кого му се случи колапс и пат на целиот систем, додека тој беше директор на МЕПС. Како член на СДСМ низ годините, се појавуваше и на партиска говорници и на дебати, дури и наспроти сегашниот премиера, тогаш директор на ЕСМ, Христијан Мицкоски. Ама ние сме сведоци дека вие имате пад на блок, непланиран пад на блок. Вие не ги гасите падовите на блокови. А кога една година по оваа дебата Атанаско Тунески беше предложен за член на Регулаторната комисија за енергетика, ВМРО ДПМН не гласаше, обвинувајќи го СДСМ дека партизира институцијата. Мандатот на Тунески во РК заврши во 2023-та. На парламентарните избори во 2024-та тој беше на листата за пратеници на ЗНАМ. Не стигна до столче во Собранието, но се чини преку Собранието. Сега со поддршка на ВМРО ДПМН, повторно ќе дојде до столче во Регулаторната комисија за енергетика. As I mentioned at the very beginning, key principle is the independence of the regulatory commission, independence from the government, from the political parties, the independence from the sector players, including the electricity producers and electricity transmission operators. And the independence is the prevailing principle. The Secretariat will be following that case and will be reacting accordingly to the developments in North Macedonia.